Во Ватикан започна процесот за избор на новиот папа. Во строга тајност продолжува вековната традиција. 133 кардинали со право на глас од целиот свет се затворија во Систинската капела, каде што одлучуваат кој ќе биде 267-миот поглавар на Римокатоличката црква. Таму се поставени големи маси, а на секоја од нив има молитвеник, список на кардинали и нивните биографии. Сите комуникации со надворешниот свет се прекинати, без телефони, интернет и медиуми, за да се обезбеди целосна изолација и независност на одлуката. Максимум 4 гласања се дозволени дневно. За избор на нов папа потребно е двотретинско мнозинство, односно најмалку 89 гласа. Има конеци топчиња кои ќе означат колку гласови добил секој кардинал. Во пресрет на конклавата кардиналите ја одржаа својата последна генерална конгрегација во Ватикан, каде што се согласија дека реформите иницирани од папата Франциск мора да продолжат. Граѓаните на улиците на Рим со внимание го следат процесот, надевајќи се дека наскоро ќе се појави белиот чад, символ дека е избран новиот папа. We'd like to, yeah. If we can witness the white smoke, that'd be something that's definitely once in a lifetime. Que no sea, pues, muy cerrado, que al contrario apoye a nuestra juventud que viene con unos valores tal vez diferentes a nosotros, pero que sí apoye a toda nuestra comunidad católica y creyente para crecer más y que se unan más creyentes a la iglesia. La modestie, je dirais. Le pape François, il était quand même très connu pour ça et je l'ai un petit peu, au fil des reportages, je l'ai un petit peu découvert et je trouve que la magnificence n'a plus lieu d'être pour moi. Во моментов јавно нема изразен фаворит, но според проценките најмногу шанси им се даваат на италијанскиот кардинал Пиетро Паролин и филипинскиот Луис Антонио Тагле. Италија има најмногу електори, 17, следена од САД со 10, Бразил со 7 и Франција и Шпанија со по 5. Првиот сигнал од капелата се очекува денес попладне. Ако чадот е црн, изборот продолжува. Ако е бел, светот има нов папа.